Во субјект-објект релацијата се случува процесот на познанието. Во процесот на познанието се настојува да се утврдат изворите, средствата, облиците, границите и можностите на тој процес, како и да ја изгради, утврди заснованоста и вредноста на познанието, кое се нарекува вистинито. Кај предметите околу нас ги спознаваме само нивните појави, тоест предочувањето кое тие во нас го произведуваат кога ги афицираат нашите сетила. Нам ни се дадени стварите како предмети на нашите сетила кои се наоѓаат надвор од нас, но и за тоа што се стварите сами за себе, ние не знаеме ништо. Еден ист предмет може различно да биде спознаен од две индивидуи. Спознанието кај приврзаниците на теоријата на одразот представува реакција на надворешната дразба, манифестирана во пониска или во повисока форма. Елементарниот одраз се среќава кај неживата материја. За да се зборува за осетливост, а не одраз, потребен е повисок вид на организација на материјата, односно животот. Сега, на надворешното дејство на околината, суштеството преку внатрешната состојба реагира со целесообразна реакција, несвесно рефлексно движење. Најниската форма на осетливост се нарекува надразливост и може да се јави во следните облици. 1. Таксии. Се движи кон или од изворот на дразбата. 2. Тропизми. Специфични движења на растенијата, како протегање на зелените делови кон изворот на дразбата. 3. Ностии. Периодични движења кај некои растенија. Некои цвеќиња се затвараат ноќе или реагираат на допир, како срамежливата мимоза. И кај човекот се среќаваат реакции на надразливост од типот на таксии, тропизми или ностии. Свеста, свесниот живот имплицира безусловни рефлекси кои се одговори на надворешните дразби, способност за аналитичко-логичко мислење, способност преку осетот, перцепцијата, представата да се врши поимање. Спознанието се темели на непосредното доживување на стварноста. Спознанието се темели на прифаќање на податок добиен од некој друг. Спознанието се темели на логичното заклучување. Спознанието се темели на критичкото просудување. Спознанието се темели во увидот на односите меѓу појавите, на основа на рационална анализа и уважување на аргументи.